неговата љубов и заштита во текот на целата ова календарска година која веќе поминува. Овде ги донесовме дел од нашите скромни плодови кои ги користевме, ги користиме и кои се раѓаат на овие подречја кај што ние живееме. Кога го читаме Стариот Завет, посебно петте книги Мојсееви, ќе видиме дека израелците имале таков обичај, кога на крајот од годината или од сезоната носеле плодови пред Бога, на еден видлив начин да искажат својата благодарност кон Создателот, бидејќи ние веруваме дека се што постои на оваа земја, па и храната е производ на Бога, на Божјата милост, која во почетокот кога го создавал светот, на Адам и Ева и на следните генерации им создал и овоше, зеленчук, се оно што раѓаат нашите ниви за човекот да се прехрани. Во претходните минути слушавме неколку благодарствени молитви, тоа се луѓе, само не ги цитиравме, кои се познати во светот. Значи, дали човекот е голем во светски рамки или тамо некаде во некој село живе или некаде во некоја провинција, не е битно. Секој чувствува потреба да му се заблагодари на Бога, пред се за здравјето, за животот и за она што го поседува, зашто се е од Бога. Ние сме негови пристави или управители. Би сакал да преку ова размислување, односот кон светлината, да се подсетиме колку ние сме богати што имаме очи, што гледаме. Зашто поред нас има луѓе, жени, деца и мажи кои од своето раѓање може би никогаш не ја виделе светлината и она што се случува околу нив. Денеска ние сме благодарни на Бога што можевме да дојдем. Ајде на почетокот да отвориме Библијата и да прочитаме во книгата на пророк Исаија, 9 глава, ќе го читаме вториот стих. Значи, читаме во книгата на пророкот Исаија, 9 глава, вториот стих. Еве што запишал пророкот Исаија. Народот кој одеше во темнина, виде голема светлина. Они што живеа во мрачна земја, ги осветли силна светлина. Интересно, и денеска многу луѓе, иако имат очи, не гледат, иако живеат во светлина, но сепак духовно се слепи. Постои една песна, која порано може да се слушне на некои радиостаници, почитувани присутни. Еве дел од ова песна што беше популарна. Темна е ноќта, небото е тмурно и мрачно. Никаде звезди, ниту месечина. Темна е ноќта. Луѓето живеат во надеж дека се ќе биде во ред, дека нема да умрат од глад. Сите очекуваме подобри денови. Темна е ноќта, утрото никогаш да осамне. Темна е ноќта, небото е тмурно и мрачно. Никаде звезди, ниту месечина. Јас се чувствувам уморно. Може би ова песна не повикува да се пронајдеме себе си, да пробаме да одговориме на прашањето. Што ќе правиме ние во таа темнина каде што скоро секаде е мрачно, суморно и уморно? Ако се осврнеме на овој живот и на ова претходна година и пол, навистина светот е тмурен, темен. Поготово оптеретени сме со овој вирус, со ова пандемија, со сите овие информации кои сме секојдневно бомбардирани. Едноставно човекот е во некој лавиринт, како да нема излез. Како се да е остварено од ова песна што ја слушнавме. Луѓето живеат сепак во надеж, вели овде, дека се ќе биде во ред, дека нема да умрат од глад. Сите очекуваме подобри денови. Пред повеќе години, почитувани присутни, на еден фестивал на документарни филмови се случило нешто што би за некого тоа било сосема обичен настан, но за нас христијаните може да извлечеме една корисна поука за сите нас. На тој филмски фестивал бил прикажуван еден документарен филм, сосема вообичајно. И овде во Домот на културата се прикажуваа порано, па и сега може би разни филмови. Еве овај бил документарен филм за една девојка по име Верица Капричич. Значи, ово се случува во соседна Србија. Во овој документарен филм, ова девојка, ова личност била главна улога. Филмот бил вообичаен. Ова женска или ова девојка, како е да е, си ги завршувала секојдневните активности, работи во кујната, во семејството и така натаму.
на филмското платно гледачите може да видят како таа девојка ги пере своите алишта, работи во кујната, ги мие чиниите или садовите, усисува со правосмукалката, оди во продавница, разговара со соседите и ги обавува работите како секој еден од нас. И како филмот одминувал, почнал да биде досаден. Знаете, сте били во кино, ако не ви е добар филмот, не ви привлекува, што прават луѓето? Свират, негодуват, дофрлуват и така натаму. Нешто слично се случувало, еве и со овој документарен филм. Најгласен во дофрлувањето било едно момче, кој седело во 17-тиот ред на киносалата. Тој дофрлувал, свирел, се смеел и зборувал. Кој го интересира, кој е таа Верица Капричич? Но одеднаш, како филмот се движел, се одвивал, камерата се доближила, односно во фокусот дошла таа девојка Верица Капричич. Верица одела, се движела, одеднаш паднала, се сопнала и паднала. Одеднаш сите гледачи како да им застанал здивот. Очекувале што сега ќе се случи. Станала девојката, се свртела кон камерата повторно и ги кажала следниве зборови. Ја започнала својата животна приказна. Јас сум Верица, слепа од раѓање. А дотогаш во филмот не се примитувало дека таа девојка е слепа од раѓање. Си ги завршувала своите секојдневни активности, но сега, кога паднала, се сопнала и се свртела кон камерата и се представила: јас сум Верица Капричич, родена слепа. Кога филмот се приближил до крајот, публиката била се повеќе и повеќе воодушевена и внимателна. Аплаузот на крајот ја покажал правата вредност на филмот. Што мислите, кој бил најгласен во аплаудирањето? Она момче од 17-тиот ред. Тој најмногу аплаудирал. Браво, браво, Верице! Почнал да вика ова момче. А потоа седнал. А во тој миг, кога седнал, девојката која седела од десната страна на истиот ред, се свртела и му рекла: Господине, јас сум таа Верица Капричич. Момчето не можело да ги воздржи своите чувства. Ни солзи, без срам, рекол: Сестро, прости ми, јас бев слеп. Браќи сестри, дали сме ние понекогаш слепи со отворени очи? Дали сме слепи за овие работи што сме ги донели, дека Бог не благословил цела година? Тоа не паднало од небото. Секако земјоделците работеле, се труделе, но кој давал дожд, кој давал вода, кој даваше воздух да ние обстојуваме? Понекогаш како да сме слепи и мислиме дека кога ќе отвориме славината во кујната или на чешмата, нормално треба да потече вода. Кога доаѓа први, нормално треба пензијата да ни стаса. Или платата, или што е да е. Како да забораваме да кажеме: Боже, фала ти за денешниот оброк, за денешниот поедок, за денешниот ручек или вечера. Ова момче, кој гледало со своите очи, очигледно признал дека е слеп при очи. Не ја примитил девојката која била слепа и главна улога во филмот, а седела тука во истиот ред до него. Ај се присетиме на еден друг човек кој бил слеп од раѓање. Одиме брзо во Библијата, во Марко, 10 глава. Таму ќе се сетите за овој настан за еден човек кој исто така бил слеп од раѓање. Марко 10 глава, 46 до 52 стих. И дојде во Ерихон. Ерихон е интересен град. Не само што бил прв град тука на границата кога израелците влегле во ветената земја, таму се случуваат многу интересни работи. Пошто ви е познат Ерихон? Брзо размислувајте. Пошто бил познат Ерихон? Што паднале? Зидовите паднале. Значи, кога израелците одели колку пати? Секој ден оделе поеднаш, но кога поминале 7 пати, зидовите паѓаат, израелците влегуваат. Добро, тоа беше само попатно да се подсетиме. Еве што се случило сега друго чудо. Дојде во Ерихон, а кога излегуваше од Ерихон со своите учители, со големо множество, Вартимеј,
го овој човек, браќа и сестри. Вартимеј, син на Тимеев, Тимеевиот син, слеп просјак, седеше покрај патот. И штом чу дека тоа е Исус Назареецот, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. А мнозина му се закануваа да молчи, но тој викаше уште посилно: Давидов сине, смилувај ми се. Исус застана и рече: повикајте го. И го повикаа слепецот и му рекоа: не бој се, стани, те викам. А тој фрли својата наметка, скокна и дојде при Исуса. Исус пак проговори: што сакаш да ти сторам? Што сакаш да ти дадам? Што сакаш да ти направам? Сега може да редиме такви реченици. А слепецот му одговори: учителе, да прогледам. Тогаш Исус му рече: оди си, твојата вера те спаси. И веднаш прогледа и тргна по него по патот. Исус се движил во многу градови, почитувани, во многу села. Исус овде го слушнал повикот или апелот на овој човек. Исус го повикал: вели, дојди, кажете му нека дојде. Вартимеј можел да каже дека е слеп, дека не може да дојде. А Исус има очи и тој може да дојде и да му помогне ако сака. Но иако бил во таква состојба, тој го зел својот стап, просјачки стап. Знаете, денеска луѓе имат посебни стапови за кога се движат. Замислите го Вартимеј слеп и сега тропа, чука по патот со својот стап и се насочува кон Исуса Христа. Не сакал да ја пропушти ова прилика. Интересно, 51 стих вели: што сакаш да ти направам? Зарем се прашува болен човек што сакаш да му направиш? Па се подразбира дека болниот бара здравје. Што мислите, како се Вартимеј чувствувал во тие мигови кога Исус го прашал: што сакаш да ти направам? Веројатно често пати се среќавал Вартимеј во претходните години, денови, многу луѓе го исмејувале, многу луѓе мајта правеле од него. Може би му ставале некои пречки да падне. И тоа се случува, не сакајки да му помогнат. Но Исус знаел дека ова прашање не му го поставува случајно. Вартимеј одговорил: учителе, да прогледам. Овде сака да покаже писателот и ја нагласува, мисли дека Вартимеј чврсто верувал во моките на Исуса Христа, дека тој може да направи чуда и да му го врати видот. Оди, твојата вера ти помогна. Истиот миг Вартимеј прогледал. И тоа е се оно што овде Марко го кажува. Не навлегува сега во некои подробности. Како се вратил назад, како го пречекале домашните, што се случува со неговиот буџет, семен, зашто тој просел, секој ден носил по известна свота или сума на пари. Со тоа се прехранувало неговото семејство. Зошто Исус го поставил почитуване тоа прашање: што сакаш да ти направам? Во една друга прилика, сеќавате кога Исус лечел и таму на една постелка еден човек, исто така болен, му поставил слично прашање: дали сакаш да бидеш здрав? Замислете, одите во болница долу и ги посетувате болните и го прашувате: пријатели, дали сакаш да бидеш болен? Па тоа е некултурно така да го прашаме некој човек кој е болен на постела. Но Исус, нова друга личност му вели: дали сакаш да бидеш здрав? Дали е можно некој болесник да не сака да биде здрав? Дали е можно да некој кој е слеп да не сака да прогледа ако за тоа има прилика? Може би неверојатно, но можно е, браќи и сестри. Има луѓе на кои им било понудено здравје, го одбиле. Има луѓе на кои Исус им понудил да гледаат, тие одбиле. Не мислам само на физичкото здравје, не мислам само на физичкото гледање. Ајде да пробаме да го посетиме сега Вартимеј, кој има очи отворени, кој гледа, ги разпознава боите, знае што е добро, знае кога е ноќ, кога е дење, ги обавува своите семејни домашни работи. Звониме на неговата врата и го посетуваме семејството на Вартимеј. Бидејќи се вратил дома, може да претпоставиме дека првите денови биле најрадосни. Тој сега објаснува се што гледа.
Дотогаш се му било објаснувано од жена му, од децата или од семејството. Сега тој сам може да јаде, да ја земе кашиката или вилушката и самиот да стави храната во уста. Се радувале неколку денови, но сега кога поминала таа радост, домашните приметили како полека им недостасува пари во семејниот буџет. Нема кој веќе да носи пари, а дотогаш Вартимеј ги снабдувал. Вартимеј повеќе не просил како слеп. По целиот град се проширила веста дека тој повеќе не е слеп. И сега кога би покушал да проси, дали некој би му дал пари? Не би рекли, пријателе, сега гледаш. Сега си здрав. Сега можеш да отидеш во берза или на берза да се пријавиш и да си бараш работа, да си заработиш на еден подруг начин. Но ако просел некаде таму, може би при крајот на градот, некој би го приметил, препознал и може би го пријавил и на полиција. Сега, очигледно, атмосферата се променила после тие неколку денови на радост, кога Вартимеј се вратил дома со очи, односно со вид. Сега треба да најде некоја работа. Секако, Вартимеј не може да биде некој книговодител или трговец или директор, зашто нема школо, не учел. Тој не може сега да отиде да бара некоја професија која е многу платена. За некого кој нема доволно знаење, кој цел живот бил слеп и просил припаѓа некоја тешка работа, како на пример копање канали, носење на терет, цепање на дрва. Не ги омаловажувам овие професии. Секоја професија си е битна, но сакам да нагласам дека тој сега не може да бара некоја висока чиновничка функција, зашто очигледно нема школа, нема ниту таква професија завршена. Но како е да е, тој мора сега да се вработи. Ви прашувам, почитувани, дали сега Вартимеј можел да биде задоволен со неговата нова ситуација? Повеќе не било лесно да се заработува пари и да го држува своето семејство. Сега треба да се намачи. Ние не знаеме, зашто Марко овде не ни објаснува дали сега ова ново настаната ситуација Вартимеј се покајал што прогледал или не. Но бидете сигурни, драги присутни, и вие кои не следите, дека денес има многу луѓе кои не сакаат да оздрават, луѓе кои сакаат да останат слепи, зашто подобро се снаоѓат, навикнати во својата слепоча. Не сака да бидат здрави. Ако тоа го разгледаме од духовен смисол, ќе ни биде многу појасно. Колку луѓе има денес кои сакаат да останат духовно слепи? Сигурен сум дека оно што го повеќе вознемирувало Исуса не од она физичка недостатоци што ги имале луѓето во негово време. Тоа физичко слепило дека туку она што духовно луѓето не сакат да гледат или се прават да не гледат воопшто. Исус се борел токму против таквите слепци. Тој вели, тешко на вас, на кој? На слепите, така? Слепи водачи. Фарисеите ги нарекува дури еден тежок збор, будали, слепи и лицемери. Но дали Исус може денес да те нарече тебе и мене? Дејќи сме слепи понекогаш, не сме подготвени да кажеме фала ти Господе за овие плодови, за овие дарови што ни ги даваше преку целата година. Како да сме многу сиромашни во тие изрази на благодарност. Дали денеска може Исус да ни каже тешко на вас, слепи? Еве еден пример од Библијата. Колку бил слеп Валам од Светото писмо, почитувани, кога не го видел ангелот кој стоел пред него и не му давал да помине на магарето или магарицата. И Бог што морал да направи? Ајде да одиме се подсетиме во 4 книга Мојсеева. Овде гледаме колку Валам бил слеп при очи. Тој гледал физички, но очигледно не му било доволно да го види ангелот кој стоел пред магарицата и не можела таа магарица да помине. 4 книга Мојсеева, 22 глава, од 24 до 30 стих. Тогаш Господовиот ангел застана при тесниот премин. Меѓу лозјата имаше ограда и од ова и од она страна. И сега ослицата. Забележувајќи го Господовиот ангел. Магарето го видел ангелот, а овој човек, Валам очигледно,
не го примител ангелот. И почнал да ја тепа магарицата, да ја удара. Се стисна ослицата покрај зидот и ја притисна до зидот Валамовата нога. Тој пак почна да ја бие, да ја удара. Господовиот ангел тргна напред и застана на тесното место, каде не можеше да сврти ни десно, ни лево. И сега може да одите натаму, да читате до 30 стих. Валам и одговори на ослицата: зошто ме навреди? Да имам меч во раката, сега ќе те убиев. Драги сестри, драги пријатели, драги присутни, колку пати во мојот живот, во твојот живот, во нашите животи, треба да прозбори некоја условно кажено магарица во облик на некој брат или сестра, која седи поред тебе или поред мене, со цел да ни ги отвори очите, за да ни укаже дека тоа не е добро. Или да не посети да бидеме благодарни на Бога за се оно што Тој ни го дава секојдневно. Додека Мојсей бил горе на гората, учевме во поуката, кога Мојсей бил горе на состанок со живиот Бог, долу неговиот брат, како се викаше? Арон, целосно го изгубил духовниот вид, станал слеп при своји очи. Попуштил и направил златно теле. Не го видел излезот кој Бог му го нудел. Тој само гледал пред себе толпа на луѓе кои биле бесни, крвожедни, само што не го линчуват, и тој вели: ајде, вадете ги обетките, дајте го златото. Очигледно тука имало мајстори кои го излиле тоа теле на брзина и го поставиле да им биде Бог. Може да читате во втора книга Мојсеева, 32 глава, од 1 до 14. Тука Арон попуштил и направил златно теле, вели текстот. Не го видел излезот што Бог му го дал. Туку гледал и се радовал со народот кој го обожавал златното теле и му се клањале, вели текстот. Исус денес постава прашање: што сакаш да направам? Дали сакаш да гледаш? Може би рекли: Исусе, доволно гледам, не ми треба твоја помош. Може би јас не сакам да го гледам светот онаков каков што е. И затоа му велам на Господа: Господе, добро ми е, не сакам повеќе да гледам. Зашто ако гледам, ќе мора промени да направам, ќе мора реформа да направам кај себе. Навистина понекогаш не гледам добро, Господе, но и самиот знаеш дека овој свет во кој живеам не е совршен. И така ние си наоѓаме оправдание. Едноставно се правдаме пред себе и пред Бога. А кога би одговориле: сакам, Господе, да прогледам, тогаш би морал да се соочам со гордите фарисеи, со кои Исус секојдневно соочувал, и да им укажам на нивните грешки. Исус морал да им укаже на фарисеите. Исус не бил лош човек. Тој бил добар. Меѓутоа понекогаш го гледаме како во една друга светлина, како е ратоборен, како директно кажува, како ги превртува масите тамо во храмот. Но во друга прилика вели: што е на царот, дајте му го на царот. Оно што е на Бога, дајте му го на Бога. Значи Исус ги почитувал земните закони. Но очигледно Исус сакал тие кои биле водачи да се подобрат, да бидат подобри водачи. Тогаш би морал да се соочам со магарица која би му на Валам отворила очите. Тогаш треба да бидам Арон, но Арон кој чврсто стои позади своите принципи и кој нема да дозволи да го масата понесе. Вистина, почитувани, ние мислиме дека гледаме. Мислиме дека сме водачи на овој народ. И денеска и во нашата држава, и многу држави има водачи. И тие мислат дека гледаат, но се слепи. И го водат народот тамо кај што можеби не е добро. Можеби сме слични како она момче таму од она кино салата од 70-тиот ред, кој вика и кој сваќа тек кога филмот завршил. И кога ова девојка се представила, што седела поред него: јас сум Верица Капријчиќ. А тој цело време негодувал, цело време викал, цело време едноставно нешто му недосувало. Што е со нас денеска, почитувани? Дали ние сме подготвени да му кажеме: Боже, фала ти, фала што гледам, фала што имам благослов, фала што се грижи за мене, за семејството, за децата, за сите кои си ми ги дал.
To je fakt, почитувани, дека ние сме генерација кој слабо гледа. Еве да читаме, со библиски текстови ќе го потврдиме. Откровение, 3 глава, 17 стих. Овде Исус се осврнува или во оваа порака до последната генерација на овој свет. А ние сме последната генерација наречена Лаодикеја. Овде Исус има една посебна порака, посебно писмо, посебен совет. Откровение 3.17 вака вели: зошто велиш богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, несреќен, сиромав и што пишува? Слеп. Од другото нема да го читам. Еве, слеп, тука ќе застана. Понекогаш сме почитувани премногу сигурни дека сме богати. Не мислам на физичко богатство. За кој ми ќе читам еден пример за еден од најбогатите луѓе кој починал, а вие ќе се сетите кој е. Не мислам на физичко богатство. Сигурни во науката сме, сигурни во себе, се гордееме со она што го имаме. Но фала на Бога што тој овде не предупредува и вели дека сме сиромашни, слепи, еве и другиот збор ќе го користам, голи. Само тогаш кога ќе сватиме, само тогаш кога ќе го сватиме фактот, почитувани дека сме такви, ќе бидеме подготвени да го послушаме советот. А кој е советот? Следниот стих, 80-тиот. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, да се збогатиш, и бели облеки, да се облечеш и да не се појави срамотата твоја. Очна маст, да ги намачкаш своите очи за да гледаш. И сега може да читате до крајот на оваа глава. Овде вели понатаму: дојдете, купите. Зошто да купиме кога Библијата е бесплатна? Па и ние делиме како Слово Господово. Па науката е бесплатна Господова. Пишува таму во Исаја: о, кој сакате, дојдете и земете забадава, џабе. Зошто овде Исус вели: дојдете, купете? Зарем во Новиот Завет не е се запишено дека е бесплатно? Пише во Матеј 10, 8 стих, 2 дел. Забадава сте добиле, забадава и дајте. Зошто овде вели купите? Само ние, такви сме луѓето. Кога ќе добиеме нешто бакшиш или како џабе, дали имаме почит како кога ќе го купиме? Не. Ако купите 1 кило грозје на пазарот, до последното зрнце ќе го изедете, така? Ќе го изедеме. Да, сме дале пари. Ако нешто ќе добиеме за подарок, може би нашиот однос е малце подругачи. Овде Исус сака да каже: купите, дајте од себе, побарете вистината, е бесплатна, никој нема да ни ја наплати. Но овде Исус сака да ни каже: кога нешто ќе купиме, ќе го цениме повеќе. Нема ништо толку вредно ако го побареме Господа. Знаете што бара Бог од нас? Не пари, туку нашето јас. Нашата гордост, оно што не одвојува од Христа, оно што не одвојува од Бога. И затоа, почитувани, да го прифатиме оно што ни го нуди Исус. Во часот кога Исус ќе дојде, тогаш нема да бидеме на страната која тој ја нарекол водачи на слепите. Наместо тоа, Исус ќе не поздрави со овие зборови во Јов 29:15 вака пишува: јас бев очи на слепиот. Тоа го пишува Јов. Дали ние сме очи на слепиот, почитувани? Дали ние сме водачи на слепите, односно на оние кои ја барат вистината, ја талкаат, а ние сме тој патокас кој ќе ги насочиме луѓето кон Христа? Дали сме благодарни за нашиот живот што го имаме, за здравјето, за храната што Бог постојано не благословува? Иако сега се најавува светска криза, недостаток на храна, но Бог е истиот. Само човечката гордост и похлепа и завист, тие благослови што Бог ги дава, не ги распоредуваат онака како што треба. Може би некои го трупат богатството, а некои ќе трпат за храна. Бог вели, односно Давид, царот Давид што вели? Бев млад и бев стар. Продолжите го текстот. Не видов Божјото дете што да прави? Бог ќе ни даде за нашите потреби. Но на другото што го бараме преку потребите е знак на прашање. Еве, при крајот на размислување, Стив Джобс, познат на Apple, умрел на својата 56 година од животот. Познат човек.
голема компанија. Неговото богатство во часот на неговата смрт било проценето на 11 милиарди долари. Еви сега ќе ги цитирам неговите последни зборови, кои ги оставил на овој свет, на тебе и на мене, да се подсетуваме на неговиот живот, се оно што тој го имал и што понел со себе. Еве што вели. Во очите на сите останати, мојот живот е рецепт за успех. И така го гледаа луѓето. Успешен бизнисмен, успешен човек, газда или водаш на една голема компанија во светски рамки. Тој вели, јас приватно уживав многу малку среќа. Не бев воопшто среќен. На самиот крај, богатството е само факт во мојот живот на кој сум навикнат. Во овој момент, лежејки на креветот, болен и беспомошен, присеќавајќи се на сите работи од мојот живот, сваќам дека целото моје богатство и мог се комплетно беззначајни на прагот на смрт. Со пари можеш да наемиш некој да ја вози твојата кола наместо тебе, да прави пари наместо тебе, но не можеш да платиш никој да ја носи твојата болест наместо тебе. Тоа се зборови на Стив Џобс. Секој еден што трага може да најде материјални работи, но постои една работа што откако ќе биде изгубена, никош повторно не може да биде најдена, а тоа е животот. Постапувајте кон себе добро и почитувајте ги другите. Како што стануваме постари, стануваме и помудри, па полека сваќаме дека и 2 сати, и оној од $30, и оној од $300, покажуваат какво време? Исто време. Без разлика дали носиме ташна вредна $30 или $300, количината на парите во новчаникот останува иста. Без разлика дали возиме кола од $30,000 или $150,000, сепак ќе стигнеме на истата дестинација. Без разлика дали ќе пиеме вино од $10 или $500, мамурлукот ќе биде тука и ќе биде ист. Без разлика дали куќата во која живееме 300 или 3000 квадрати, осаменоста е иста. Нашата внатрешна вистинска среќа не доаѓа од материјалните работи со кои располагаме. Без разлика дали леташ со прва или економска класа. Ако авионот паѓа, што правиш и ти? И ти паѓаш со него. Се надевам дека разбирате дека кога имате пријатели, личности со кои може во секој време искрено да разговарате, вие сте навистина среќна личност. Еве, сакам да ви препорачам 5 правила до кои да се држите во вашиот живот. Еве кои се тие 5 правила што ги напишал овој човек. Прво, не ги учите вашите деца да бидат богати. Учите ги да бидат среќни. Па така кога ќе пораснат, ќе бидат способни да ја распознаат вредноста на нештата, а не нивната цена. Второ, јадете ја својата храна како лек, во спротивно ќе морате да ги јадете лековите наместо храна. Трето, тој што вистински ве сака нема никогаш да ве напуши, дури да има 100 добри причини да го стори тоа. Секогаш ќе наоѓа барем една да остане. Постои огромна разлика меѓу човечко суштество и да се биде човек. И пето, тој вели, ако сакаш да одиш брзо, оди сам. Ако сакаш да отидеш далеку, одете заедно. И на крајот, Стивен заклучува 6 најдобри доктори на светот, а овие се и нашите, само овде тој малце променил, бидејќи во здравствен клуб ние ги имаме оние, знаете, 6-7 правила кои се битни за да обстојуваме и како здравствени суштества, односно суштества кои имат здраво дух во здраво тело. Тој вели сонце прво, второ одмор, ние тука гледаме саботата како 7-ми ден, но и одмор во другите денови да си земе доволно, вежбање, здрава храна, самоувереност, пријатели. Тоа се 6 точки што тој ги набројал. Може и задоцнел. Тој умрел, знаете од каква болест? Рак на панкреасот. А ја не знам кои се причините за таа болест, односно за да се заболи човекот на панкреасот, но очигледно имало причини. Но тој сега вели, овие ако се спроведуваат правила, секако животот ќе се продолжи. И затоа тој вели, вметнете ги во вашите секојдневни денови или активности, овие правила
и ќе уживате во вашиот долг живот. Без разлика во која доба на животот сме сега, ќе дојде ден кога завесите ќе мора да се спуштат. Сакајте својата фамилија, сакајте ги вашите домашни, сакајте ги вашите пријатели и запаметете, сакајте ги луѓето што Бог ги пратил во вашите животи. Еден ден ќе му треба да ги вратиме на Бога. Почитувани присутни браќа и сестри, драги пријатели, каков е нашиот однос кон светлината? Каков е нашиот однос кон благословите што ние постојано ги добиваме од Бога? Дали и сега ќе му кажеме фала ти Боже? Може не можевме да донесеме плодови, врне надвор, не време е навистина тешко, но како е да е? Ние ги донесуваме денеска нашите тела, нашите срца, нашите мисли и овде да ги покажеме пред Господа. И затоа уште еднаш фала ти Боже за се оно што ни го даваше во текот на новија месеци. Да се молим и понатаму Бог да биде со нас. Бог ветил, како што читавме за израелците, да ги довел таму во ветената земја. Поминало 430 години. И некој би рекол, големо робство. Нема ништо тоа од Бога што го ветил. Но Бог е верен и достоен на своето ветување. Бог ветил, ќе бидам со тебе. Во Матеј 28 глава, последните стихови, до крајот на векот. Се мисли на твојот век, на мојот век и до крајот на светот. Нека му е вечна благодарност на големиот Бог за сите негови дарови. Амин.